Добар ден на сите наши слушатели. Голем поздрав на тие што не гледат преку лайв на социјалните мрежи. На моје огромно задоволство и навистина можам да кажам дека сум премногу среќна што денеска за прв пат започнувам своја емисија во Радио Пела. Се надевам дека во наредните час и половина од прилика ќе уживате со нашиот разговор, затоа што ќе имаме гости. Моето име е Гордана, јас сум пеачка од Прилеп и ќе се потрудам во оваа емисија колку што можам се повеќе да ја доближам македонската музика до вас, слушателите. Секако ќе имаме различни гости тука во студиото. За денеска ги имаме моите колеги од Кавадарци, бендот Дуо Фортисимо, Александар и Горан. На почеток би сакала исто и да се заблагодарам на моите спонзори на Студио Мона. Во Студио Мона можете слободно да си закажете термин и да си појдете за фризура, за депилација, за педикир, за маникир, за јапонско исцртување, за веги. Секако тие се тука и се расположени да ви одговорат во секое време. Навистина имате една пријатна атмосфера во своето студио, можам да кажам и фризерско и козметичко, имаат и професионална шминка. Тие денеска се погрижија за мене да изгледам вака како што изгледам. Исто така морам да ја поздравам мојата девојка за ногти Бојана. Може не за да ја најдете на Facebook профилот Бојана Nails. И би посакала добре дојде за моите гости кои се први. Денеска ќе го скршиме мразот со нив, исто така и за мене пошто е прв пат нешто, немој да замерувате на грешки. Секако сакам да ве вклучам и вас слушателите, да бидете што поактивни. Би сакале да ни се јавувате во емисијата, да ни кажувате критики, што ве бендисува, што не ви се допаѓа. Не мора секогаш да е супер, сте само напред. Примаме и критики, расположени сме да смениме се што е во ваш интерес. Тука сме за вас, да ви ја представиме музиката на еден поинаков начин. Ја ќе се потрудам со прашања да бидам што повеќе да испитувам за колегите. Да не биде она само класичното како сте, што правите, докаде со музиката и толку. Ќе се трудам да бидам што поинтересна за вас, да ви биде поинтересна и емисијата и да не слушате. Може да се јавувате на бројот 076 802 595. Значи 076 802 595. Секако примаме и ваши желби да исполнуваме тука. Некогаш ќе биде со музика, за сега ќе биде од наша душа едноставно така, нешто да ви испееме што нас ни е окей, али ако имате вие некоја желба да слушнете од нас во живо, слободно да се јавите, немој да се страмите. И сега да одам да си ги представам нашите гости. Добре ми дојдовте, Александар и Горан. Добро ве најдовме. Ви благодарам што се одзвивте на повикот да дојдете да бидете мои први гости. Многу сум среќна, воедно сум исто и возбудена, зашто мене ова ми е прв пат, па ќе си пловиме некако во водава како што си знаеме и умееме. За почеток би ве прашала како сте? Како патувавте од Кавадарци до Прилеп? Па одлично, супер. Со оглед на тоа што имавме покана од вас како водителка, малку изненадување. Први, па ние да бидеме првиите во емисија, баш пријатно изненадени. Со задоволство ја прифативме поканата и баш релаксирано стигнавме до Прилеп, очекувајќи се нетрпение да почнеме да се забавуваме, се дружиме. Да Так. научите малку Поедно и Горан, благодарност за поканата. Фала ви вас многу што дојдовте. Навистина, сакав да започнам нешто. Долг период помина со коронава, ништо не се случува со нашава македонска музика. И некако реков, ајде нешто и спонтано, навистина испадна да бидам јас тука како водителка. Сосем спонтано, сосем случајно, али секогаш викаат случајните работи се најубави. Секако, спонтано си е најдобро сега. Да. И се надевам дека сега од денеска и секоја наредна сабота ние ќе започнеме некоја си приказна кај што се трудиме да покажеме и друга страна на музиката и да се дружиме, да си бидеме едноставно и опуштени и да му бидеме интересни на слушателите за тие што не гледаат, што не пратат преку социјалните мрежи. На почеток би сакала да ве прашам за вашите баш почетоци, дали може да се сетите за музиката, како влеговте во тие води и која ви беше првата љубов на двајцата?
Александар и јас, или се едно. Вие бирајте си. Ајде, се, повеќе. Па јас од 15 години работа на музиката, значи оформување со бендови, одење на живи свирки, настапи, школски настапи. Значи, почетоците ти се од школските настапи? Да, буквално од школските настапи. Професорот ни организирале настапи по плаштади, манифестации. И сепак тоа сето дојде до уште поголема љубов кон музиката, да почнеме да работиме кон професионално. Так. Интересна ќе биде оваа емисија од причина што нема само јас да поставувам прашања на гостите. Вие исто така мене ќе може да ме запознаете и преку гостите, значи слободно вие нешто што сакате мене да ме прашате, може слободно да ме прашувате. Ако не ме прашате сама ќе си кажам, такви сме се ние во Прилеп, сами ќе си кажеме. Кога рече во школските денови, мене ме потсети на тоа што јас во школските денови ми се случуваше кога бев на училиште во основно уште. И само кревам рака и викам дали може да излезам надвор на 5 минути. И че ми дозволи наставников, јас излегувам во ходникот, сигурно имате сите забележани, има толку убав хал, некој си природен. Ја не можев да престанам да пеам. Тоа се случуваше од сите училници да се отвара вративи и да прашува наставнициве кој певака, кој, и само јас викам јас. Спонтанно, така. Да. Имаш нешто да надополниш, Аце? Еве ставам Аце на колегата да каже за неговите почетоци. Вака, со оглед на тоа што јас потекнувам од фамилија, сите сме просветни работници, и јас, и моите родители, и мојата сестра, значи сите сме наставници. Уште од мал имав желба да присуствувам на часовите кај моите родители, љубопитен да видам како држат часови. И кај мајка ми, кај татко ми ме зимале. Некој пат из Кришов знаев да отидам. Значи, сум бил таков љубопитен едноставно и првото чувство за музиката го добив од татко ми, бидејќи без разлика што беше наставник по физика и хемија, тој секогаш имаше афинитет и беше сестрана личност, предаваше по повеќе предмети, бидејќи порано, знаете, немаше многу наставен кадар, и по техничко образование и по музичко имаше предавано, музиката исто така доста. Кај нас имаше седенки дома, друштва се собираа, другарите негови, па една школска хармоника имаше, која што секогаш ја носеше за некои пригоди и ме тераше да посвирам. Гледав јас тие како свиреа, еден негов другар исто така, и така се роди чувството за љубовта кон музиката, бидејќи постојано песната, свирењето, пењето беа едноставно моја обсесија. Почнав така, постојано да изразвам желба, татко ме праша, сакаш да свириш на хармоника? Како не сакам? Се разбира дека сакам. Почна ме запиша најпрво основно музичко образование, меѓутоа немав инструмент, морав да го заемам од комшија да вежбам, али желбата сепак беше голема. Потоа татко ми израдува, во 5-то одделение ми купи хармоника со 5 регистри, викам, ева ова синко за тебе, бидејќи се трудиш, одличен ученик си, вежбаш, работиш и во музичкото исто така. Редно е да добиш инструмент за да може да се подготвам исто така. Да знам за радоста тогаш твоја која била. Нова хармоника, значи прв инструмент, така да тоа беше за мене најголемата радост во тој момент и од тогаш татаму потоа почнав да се надградувам. Во средно се запишав исто така музичко во Штип, завршив, потоа на факултет продолжив музичка теорија и педагогија, завршив како дипломиран теоретичар, музичар теоретичар педагог и до ден денеска работам со таа професија во основно училиште во Страшо Пинџур, во Кавадарци. Еве да ги поздравам воедно моите колеги и директорката од Страшо Пинџур, кај што работам, Милонија. Се надевам дека ќе не видат, ќе не слушнат. И до денеска се бавам со таа прекрасна дејност, музиката, уметноста, која што ја пренесувам на моите дечиња и многу ми е чест и задоволство, бидејќи имам многу генерации изнесено и со хорот, и со пењето и така натаму. Значи прекрасно беше. Значи ти за разлика од нас да кажам што сега... Аз се разбирам сега... во хобито, мислам, не во хобито, мислам, исто заедно со колегата и со претходно со други групи што сум соработувал, исто така сум имал настапи, значи со народната музика, но сепак по склоп на како една целина. Значи една работата како наставник професор, друга сосема друго е ова.
али сето тоа е поврзано. Да, Сето да. тоа е поврзано. Така да јас секогаш кога ги едуцирам по младите генерации, веќе ги се трудам да ги насочам кон правилниот правец насока, за тоа што доколку од мали нозе дечињата не му се даде правецот во која насока треба да одат, сепак има многу влијание на борешни кои што и од интернет и така натаму, кои што сепак може да скршнат во погрешна насока правец. И затоа сме ние тука како педагози. Така, нормално. Али ти морам да признам дека си срекник што и покрај пандемијава го работиш тоа што сакаш, за разлика од нас што сме само колеги, не сме образовани и јас и Јаце го немаме тоа нешто. За жал, некои од колегите короната ги натера да се посветат и во некој си друг правец. За жал тоа што го снајде цел свет, но оно е неизбежно е. Сите сме погодени, не можам да кажам дека јас не сум погоден и како. Меѓутоа, утеката е во тоа што сум благодарен на Бога за тоа што сепак имам работа, Да, кој што континуирано ја работам. Не е исто, имаме онлайн настава, не е исто во живо и онлайн, меѓутоа сепак ќе излезеш од дома, ќе одеш во училиште, пак ќе се видиш со колеги. На кратко, немаме таква комуникација како претходно заради ситуацијата, меѓутоа сепак во рамките на дозволеното, пак едноставно излегуваш, комуницираш, откако претходно бевме сите затворени, знаете, и тоа не годи на никому. Да, али сепак е прекрасно што си обкружени со музика. Да, константно. Да. Музика и деца, мислам по Музиката моје мислење се нема се нешто исполнува. поубаво од тоа. Сега припремам исто така со корчето во помала група. Меѓуетничка интеграција имаме, значи, со едно албанско училиште. Тие учат македонски, не учиме албанска песна, така да ги Баш решиме тие интересно. табуа, кои што биле претходно, дека секој кога што сака, музиката нема граници, може да се сработи со добра волја, желба и текстот да се научи, и јазикот, и мелодијата и така натаму. Точно, да, ние секогаш како амбасадори на музиката секогаш сакаме да доприме до секого и сакаме да кажеме дека музиката нема граници и по некој си моje мислење музиката е таа што ги обединува сите. Па ние сме амбасадори, Уметниците, да. музичарите, Исто како спортистите, да. нормално. Ние Да. сме представници, амбасадори, значи, на нашата држава, било каде во светот, така да многу е битна таа работа. Так, зашто Горан ми даде одговори на повеќе прашања што си ги имав спремано, сега би го прашала Аце. Ајде. Како се влюби во музиката? Што беше тоа што ти беше на некој начин окидач да речеш ева јас сакам утре други ден да го работам и да се внесам и утре може да биде некоја си моја професија? Или воопшто може не си го размислувал така на почетокот, може си мислел нешто што сакам да го работам, али за професија може би не си размислувал кога си бил помал. Пред се, највеќе дружба со народ. Секогаш си обколен со различни луѓе, нови луѓе запознаваш. Значи тоа е едно единствено нешто што ми дава секогаш како ветер у грб, додам напред и напред. Значи дружбата и запознавањето. Апсолутно, да. Тогаш тебе сигурно исто како мене ти паднало тешко со ова и дистанцирање и недружење. Апсолутно, сега, значи, изолирани сите. Ние сме навикнати ностоп со луѓе да комуницираме комуникација. Сега како со ова пандемија тоа ни се случи на буквално на цел свет. Значи нормално идеме во ситуација како нешто ни фали, знаеме што ни фали, а не можеме да го Реализираме, да. реализираме. Имаше еден колега, мислам дека во Србија беше, што кажа дека како што оди авионо на керозин, автомобило на гориво, така ние музичари да одиме на аплауз. Да. Изведувачите, Баш нас тоа ни е горивото, Исто значи така. аплауз, одружењето и Ние ги некако полниме батериите на тој начин кога пред публика ќе излеземе да запееме, Таа да енергија, замузицираме, размена на енергија, размена да. на позитивна енергија и тоа е исполнување. Значи ни се случувало разни прослави, празници, што за нас тие да речем не постојат, или нови години, сите слават, ние па сме на работно место. Али пак го работиме тоа со срце, И со многу љубов, и со да, да. многу љубов. И никогаш не гледаме дека ние не сме славеле прослави или такви работи. Плюс. Да. Како и да речеме од страна што се луѓето што не се музичари. Так. Ме интересира дали се сеќавате на вашата прва свирка и на првите пари што ги заработивте и што си купивте од тие пари. Јас тоа време имаше банкети, се сеќавам дека свирав банкет За во војска? за во војска. Испраќање за во војска. Да.
А што сум купил од парите, буквално не сеќавам, тоа е многу одамна. Јас од првите пари што сум ги соберал од свирка, буквално ти кажам, сум купил мал бев, патики сум купил. Исто ја, гардероба. Бев љубител на Пума, во тоа време патики беа доста актуелни, памтам 4-5 одделение мислам дека беше. И така, нормално, со хармониката, тогаш со хармониката свирев, таа што ми купи со 5 регистри. Значи, сите пари кои што сум ги собрали, не дека биле кој знае колку пари, меѓутоа, едноставно родителите, плюс, нормално, ќе помогнат, со тие првите пари стриктно беа наменети за нови патики. За патики. Успомен. Успомен, ете. Тие се твои. Ти си ги заработил. Мене од првата свирка парите ми послужија за гардероба. Значи, се што си немав можност моите да ми го приушта од дома, да ми го дато задоволство, зашто секогаш нешто со модата сум имала, дали нешто ќе си купам или нешто сама дома ќе го сошијам, ќе си препрам, али доста сум била креативна уште од мали нози, секогаш сум имала прашање од типо леле, од кај си го купила ова, леле, од кај си го купила она. Небитно парчето коштало некој си 300 денари или било ефтино или сама нешто сум преправила дома, али секогаш сум придонесувала нешто. Уште од мали нози сум сакала тој некој си уметнички дух да го покажам, да се докажам. И секогаш сум имала прашање од типот кај си го купи ова? И првите пари ми беа за гардероба, а понатаки размислив дека би требало да почнам некако паметно да штедам и другите пари ми беа за на одмор. Зошто исто така обожавам да патувам, сакам да шетам, да запознавам други култури. Ми фали некако таа клима на мирис на лето, на море, иако сега време во денеска и овие деној не ни е типично за април, али се надевам дека наскоро малце ќе ни се поправи, па таму од ке Грција јужно ветре до Кавадарци, па прилеп малку да дојде. Така. Сега би сакала да ве поздравам со мојата песна, за уште подобро да не запознаете, да ја слушнете. Очекуваме позитивни сме на секакви коментари, слободно пишувајте, јавувајте се и продолжуваме. Ти имаш очи, помора сини, а во нив јас би пливала. Високо гласот и полни усни, љубов од нив би пиела. Ти имаш се што една жена сонува, лова започна на глас да зборува. Слободно, слободно, приди ми слободно, танцувај со мене, опасно, опасно. Во кожава, да биде прекрасно. Слободно, слободно, приди ми слободно, танцувај со мене, опасно, опасно. Во кожава, да биде прекрасно. Секоја желба, секоја мисла, го има твојот убав лик. Полудена сум, моја ќе бидам, сега и овде во овој миг. Ти имаш се што една жена сонува, лова започна на глас да зборува. Слободно, слободно, приди ми слободно, танцувај со мене, опасно, опасно. Во кожава, да биде прекрасно. Слободно, слободно, приди ми слободно, танцувај со мене, опасно, опасно. Во кожава, да биде прекрасно.
Kožava, da bude prekrasno. Slobodno, slobodno, pridi mi slobodno. Tancovaj so mene, opasno, opasno. Kožava, da bude prekrasno. Moja popcrna što nema, sve što ima sudoti mi zema. Zašto toliko daleku me prati, da li rodna zemlja ke me vratiš, da si vidam braća, sestri mili, majka, tatko, da li mi se živi. Daleku od tugina život od mi teče, a za zemlja rodena srce vome peče. Tugi divi vetrovi, duša vajakina, pusti da se godini tugina što mina. Plači majko, što sam daleku i sam, ti ne krevaj magli, silni jadovi, svoj otpad zatrupan, se uštego znam, ako zgrešam neka izgora. Svoj otpad zatrupan, se uštego znam, ako zgrešam neka izgora. Ej, ridovi, sini mojinja, sam ke moram da me probijam. Zapovede, ako zgrešam neka izgora. Се надевам дека ви се бендисаа нашите песни. Првата беше моја песна авторска. Можам да си пишам сама минус на себе си, зашто не сум била поактивна, али некако премногу работа, завлегуваш во некоја си таа машина и си викаш, ајде ке снимам, има време, а времево си поминува и ние не сме свесни дека си поминува и дека годиниве си одат, идат нови генерации што се помлади, што би се рекло, и си творат, али ветувам дека тоа нешто ќе го сменам, барем во мое име во иднина, дека ќе бидам поактивна и на социјални мрежи и за снимање на песни и за кавери. Како што кажав на почетокот, со нас сте дечките од Дуо Фортисимо, па ме интересира како започна вашата соработка на почеток. Па вака, јас колку што можам да се сетам, Аце тука може ќе ме надополни.
Во 2018 година, мислам дека беше така, нели? 2018 година при крајот може да се рече, односно октомври месец, крајот октомври месец ми се јавува повик Александар Ниес. Предходно онака, мислам, се знаевме, меѓутоа тој беше и во Хрватска, пред тоа имаше таму работено со други музичари. Му беше потребен пеач. По моментот, не дека тој не пее, ама се знае пеач што ќе воде програмата. Во еден ресторан во Кавадарци имаше женски вокал, само ни треба уште машки вокал. Колега, дали си слободен, да завршиме работа. И едноставно, јас викам, нема проблем, ајде. Ако е проблемот за таа вечер, за натаму ќе видиме, да видиме кои сме, што сме, како сме, пошто немаме работено заедно. И така се случи таа работа, спонтано се нафатив, отидовме таа вечер, прекрасно си поминавме, спонтано како сега и тука во емисијата, ништо планирано не беше, имаше прекрасни гости, направивме убава забава, не знам никој колешка беше тогаш во тој момент, али не е битно. Значи, како функциониравме како три во едно. Значи, компактно си беше се на ниво, се договоривме најнормално репертуарот, му пратив репертуар што пеам, со колешката исто така дуете, за да бидеме на едно ниво, професионално, да не биде сепак да експериментираме. Многу убаво се поминавме така. Па Александар е крив затоа што тој ме побара и потоа спонтано и продолживме. Таму не побара, не ме ниса, газдите во тој ресторан, подолго време поработивме, седнавме, разговаравме, што мислиш и понатаму, па викам, маце, не е проблем. Да пробаме да продолжиме, па времето ќе си го каже своето. Бидејќи нормално и тој има искуство со други бендови, јас сум работил со други бендови. Никој пат не се знае во кој момент како што би можело да профункционира. Така да спонтано оставивме да се одвијат работите и до ден денеска, фала Богу, функционираме безпрекорно и многу сум благодарен што пред се АЦ е личност, карактер кој што мене ми одговара, исто и јас нему се надевам. Апсолутно, да. Затоа и значи функционираме буквално со толку време заедно. Буквално како браќа функционираме, нема никаква љубомора, никаков сомнеш од мене тоа што е кажано, нема шанси да излезе или обртно. Значи се што зборуваме отворено на маса и тука нема никаков проблем. Си помагаме, фамилиарно исто така живееме, така да тоа е најбитната работа да значи професионалноста да, меѓутоа карактерната работа, флуидот е многу побитна работа во музиката. Бидејќи во еден бенд доколку нема хармонија, доколку нема заедничка комуникација, соработка во позитивна насока, ништо не ви. Да. Секако треба за почеток треба карактерите и таа енергија да се поврзи заедно, да. А тек после да се мисли на сите други работи и на репертуар и како ќе се представиш пред музиката. Многу е побитно приватното дружење? Да. Отколку професионалното. На работа каква да е тие 2-3 сата ќе се издржи, али приватно треба да се кликнеш со некој. Комуникација и да испадеш да се дружиш и за кафе и за други работи, за дружба, ако некој не ти одговара за разговор, нема да ти одговара ни за работа, да, точно така. А ме интересира ваше мислење да ми кажете дали мислите дека подобро се функционира како соло или вие како што се направивте како двојка или па какво мислење имате за тие што се во група поголема? Некој си мислење ме интересира за околу таа работа. Како за вас, според некој си ваше гледиште е полесно? Дали е полесно да се биди како сам, дали е полесно биди во двојка, дали е подобро во некоја си поголема група, зашто поголема група по различни карактери и се натака? Па вака, јас според мене, Аце ќе каже после, според мене мислам, а се надам дека исто мисли го делиме, сме дискутирали многу пати, функционирањето на еден бенд, група, дали дуо, трио или 5-6 души, не е битно, се едно, се разбира дека е поедноставно и полесно да функционираат помалку отколку повеќе во групата. Но не значи дека тоа не е изводливо. Ние констатиравме дека како двојка, како дуо фортисимо, многу безпрекорно добро функционираме и можеме да си најдем заеднички јазик, дури нормално сите сме, никој не е совршен, сите грешиме некаде, некој пат јас ќе изгрешам, имам доблест да се извинам или обртно на некои киксови, чекори што се прават во животот, нормално. Нормално, тоа се ситници. Преку разговор сите тие работи недоразбирање ги разрешуваме. Меѓутоа,
Во поголем бенд, доколку постојат такви работи, тука ќе имаме тензии. Едните влечат на една страна, другите на друга страна, па некој во средината не знае дали да биде на таа страна или на оваа страна, и доколку не се створи една таква позитивна атмосфера, да се најде начин, модус да се разреши таа криза, тој бенд се распаѓа. Едноставно, за жал, има и добри музичари кои што биле во бенд, професионални музичари, кои што не можеле да функционираат поради тие работи што ви кажав на почетокот, ради карактерните особини, ради завис, љубомора, заради своето его хранење, да се наценуваме еден на друг, да си докажуваме своите потенцијали и атрибути. Сепак ние сме тука, кога одиме на работа, сите сме равноправни. Некој е повеќе во една работа, некој повеќе во друга работа, не може да биде се идеално. Тоа да се разбереме не може. Што очекуваме не може да биде идеално, али се трудиме да бидеме компактни, да се надополниме, да ги покриеме сите тие празноти. Мора да си има една флексибилност. Така, твоето мислење? Апсолутно се сложува со колегата, значи. Од А до Ж, што вика. Да, и мислам дека има една доста позитивна работа, што кога си во двојка на некој начин, исто така запознаш многу повеќе, можеш да примиш што повеќе луѓе. Значи имате вие исто така и соработки со доста колеги, колешки. Точно. Небитно дали се работи за некоја прослава како што е свадба и треба повеќе да се соберете. Најма проблем е тоа. Најма проблем. Може многу лесно и пофлексибилни сте некако. Барем јас така мислам, пошто јас сум сама, Так. имам исто така, сум била и во група, заедно дел од група, али сум била и сама и мислам дека кога си сам имаш повеќе опции за за пазарот и имаш повеќе што да понудиш, а кога си во група некако има некои си ограничувања. Далеко тоа дека е лошо. Зависи од забавата. Еве ние како двојка сме како еден костур на екипа. А сега се случувало ни треба женски вокал, работиме со повеќе колешки од Македонија. Која е слободна си ја зимаме. Имаме потреба од дувачки инструменти, исто и од тие аспект кој е слободен го зимаме, значи сега зависи до забавата. Да. Ако е некоја лајт атмосфера, па не ни треба и одиме на такви настапи буквално на релакс. Но исто така е да додадам Аце тоа што го кажа, кога бираме да земеме човек со нас плюс, без оглед дали станал збор за пејачка, како ти, и инструменталист, дали плюс кларинет, дувач, значи кларинетист и така натаму или друг некој инструмент, значи појачање за поголеми прослави. И те како е битно кој ќе го земеме, разговараме, се думаме за заеднички јазик наоѓаме за таа работа. Кој ни парира? Кога веќе Затоа што доколку земиш личност човек кој што не ти одговара едноставно, не само карактерно, општо, енергетски не ти одговара, нема хемија, нема Треба да е никакво. комплетен пакет. Значи, како човек не може колку и да е професионална таа личност во својата работа, Да. не може да функционираш бидејќи што ќе правиме на сцена сега. Ќе се надпреваруваме, надпревар. Надпревар се знае концертот. Концертот е надпревар да се докажуваат. Значи тука дојдени сме да завршиме работа, гостите да бидат задоволни, благодарни, расположени и затоа секогаш сме дошло до заклучок дека кога ги бираме, имаме секакви искуства, еве ќе нескромно можам да те пофалам тебе, ти беше една од тие наши соработнички кои што прв пат според кои критериуми мене ме одбравте по за прв да пат ме поканите? пак ќе кажам Аце бидејќи Аце имаше повеќе искуство со работка со пошто како инструменталист, јас бев исто така и порано како клавиатурист, исто како Аце што е аранжерист, значи работев со женски вокали и јас пеев нормално. Сега се сменија логите, јас како значи соло интерпретатор работам како пејач напред, Аце ме придружува. Кога бираме значи женски вокал, секогаш оставам одлуката тој да ја донесе бидејќи има искуство со повеќе женски вокали и кога кажа за тебе, јас на почетокот бев скептичен бидејќи викам ајде имаме со некој така по недобро искуство со некои од женските вокали, али во глобал со сите сме поминали како што треба. Со тебе беше нешто посебно затоа што пак ќе кажам нескромен ќе бидам сега на радиово, затоа што на самиот почеток уште прв пат кога се видов јас со тебе, Аце, ете можеби те знаел претходно,
како 100 години да се знае, тоа што сакам да го кажам. Флуид, позитивна енергија, прекрасна забава направи гостите, едноставно не ни приметија дека ние прв пат настапуваме заедно со тебе. Ба, не вика за џабе, ако видиш убав човек, од прилепе. Така, Не кажано за џабе. Така. И така да, тоа е тоа што сакам да кажам. Значи, сепак сите тие работи се многу битни. Така, сте имали и соработка со доста и други колешки, да ја поздравиме во овој момент и нашата колешка Стојне Николовска. Поздрав Со и од неја нас, сте имавте и поздрав и од нас. преработка. Би предложила сега да ја слушниме таа преработка на кавер што имате заедно Прекрасно со дует, Стојне Николова, а потоа продолжуваме понатаму. Ne možam veruvaj bez tebe da živeam spomeni ostavi da boko dušava. Koga bi znao kade si, kade oči pregratki, koji te nežno miluvam, ko što te miluvav jas. Ako je slušaš pesnava, no pjeska što ja pejam jas, i da gi skrije sozite, srce ke zaplače. Svirači svire pesnata me opiva ovano ne spijam za tebe ja zboluvam. Koga bi znao kade si, kade oči pregratki, koji te nežno miluvam, ko što te miluvav jas. Ako je slušaš pesnava, no pjeska što ja pejam jas, i da gi skrije sozite, srce ke zaplače. Prekasno da veruvam, da se nadevam i da taguvam ostana vo mene beskrajno sekjavanje. I ušte ne znam kade si, kade oči pregratki, koji te nežno miluva, ko što te miluvav jas. Ako ja slušaš pesnava, no pjeska što ja pejam jas,
i da gi skriješ sozite, srce ke zaplače. I da gi skriješ sozite, srce ke zaplače. И се надевам дека уживате во нашата музика што ја избираме за вас, што ја творат нашите колеги од Дуо Фортисимо, заедно во соработка со Стојне Николова. Би сакала сега да ве прашам, во тој проект што го направивте, малку да ми кажете повеќе за тој проект, кои ви беа гости, како се одвиваше сето тоа? Па вака проектот ни беше подолго време замислен со Аце, го планирам, долго време го планиравме, заеднички, значи, правивме концепт, кои песни, како сето тоа, мои предлози, негови предлози, како сплетови, миксови, како поединечно, кои би од женските вокали, кои би ги поканиле и така натаму. Јас предложив да биде овој пат ете, како многу пати, значи, за пеачките кажат дека беше задолжен Аце, овој пат јас предложив, значи, да бидат гости, наши гости во проектот Стојне Николова, лично ја сконтактирав јас и Емилија. Емилија Ивановска, така беше, Емилија. Исто Емилија така ми беше драга, школска, од Штип исто така од средното музичко, кој што имаме заеднички, значи, поминати денови. Подолго време не сме се видели, Аце исто така имаше комуникација со неа, турнеја во Хрватска или каде бевте така заедно. Да, и сега во овој момент Емилија Во Хрватска, да поздравиме. да ја поздрав до неа. Да. Така да И компетен персонал во Загреб. И тука се Че те прашам после тебе за И Хрватска. тука се поклопија коцките, значи компактно, зелено светло имаше и од негова страна и од моја страна, така да проектот беше доста добро смислен, доста добро мислам дека проеде. Кај публиката имаше доста позитивни коментари, доста позитивни реакции од целокупната јавност, не само во Македонија, току и од странство, од надвор, и од Австралија. Нашата фан страна. Да, и сега сите што не така. следат надвор од Поздрав до сите. Македонија, поздрав до сите. Од диаспората, така да ние сме презадоволни од тој проект. Сега, за сега, добро пројде, имаме во план исто така, али ќе кажеме потоа. Да. Се спрема нешто ново вака. Поинтересно. Дали нешто новото што го спремате, дали е нешто авторско или повторно нешто преработка? Исто кавери, да. Имаме Така. замислено нешто да биде, пошто нашите печалбари, имаме некои печалбарски пресник претходно, или стриктно печалбарски сплет, многу наши колеги музичари исто така снимаат такви проекти, барат нашинците од диаспората, значи копнеат нормално секој кон својот крај. Печалбарски сплетови имаме македонски снимено и така имаме нешто и српски кавери, кои што исто така се доста добри во подготовка, па така да пак еден микс и од македонски и од српски. Значи песни кои што планираме за најскоро време, сега малку пандемијата не спречи, меѓутоа проектите можеби 70% се завршени. Само треба да седнеме, да се собереме, додем да го снимеме материјалот, јас треба да го отпеам, аранжманот и музиката горе-доле со Аце ги средивме, така да за наскоро се надевам дека и тоа ќе имат можност нашите симпатизери да слушнат и да... Да. Ние ќе бидеме тука за вас да ве поддржиме како радио. Секако морам да упатам благодарност до нашиот Никола кој е тука за техничката поддршка. И навистина сме тука, барем јас го имав тоа искуство кога дојдов овдека како радио, како некоја си домаќинска куќа, да речам, или по прилепски домајчинска куќа, да си дојдеш тука, да си кажеш буквално и за промоција и за се, секогаш стоеле позади сите македонски изведувачи и секогаш биле отворени за соработка, така да и во иднина ние секако ќе бидеме отворени за да ги пуштаме вашите преработки, дали се кавери, дали сте размислувале нешто за ваше авторско да створите? Да, меѓутоа сега за сега не гледаме причина затоа што на македонскиот пазар
моментално во естрадава наша, кој што функционира, се е замрзнато со ситуацијата. Има, не викам дека нема, многу тешко проаѓаат. Значи, инвестицијата е голема, а фидбекот е мал. Значи, треба малку да помине време да се врати во нормала животот, да почнат веселбите, забавите, има можност, зашто да не. Одамна сме размислували на таа тема со Аце за една наша уникатна, така наречена биографска песна. Авторска, али сепак, јас како школован музичар, можам да кажам, како едуциран, не само да направиш песна, да излезе во етер, и имам јас такви песни авторски, меѓутоа, заедно со Аце како тим, сепак треба да се погоди добар текст, добра мелодија музика и добар аранжман. Значи, таа песна сепак треба да се слуша, што викат да стане хитовска. Да. Многу фактори се тука, не викам дека само тоа е клучен елемент, али сепак и те како е битно да биде добра музиката, весела, на сите ни треба песна која што подига. Не ми треба Да. тажалка. Јас не сум баш премногу упатена во нештото и сама си најдов кај сакам да ја снимам мојата прва песна што ја снимав и за текстот сама сите тие работи си ги најдов, али мислам дека претходно во поранешно време, да кажам, не била таква ситуацијата, него во поранешно време тој што напишува текст. Ја гледа на пример некој од пеачките или пеачите на некој си фестивал, и тогаш немало ни Facebook, немало ни толку социјални мрежи, него че најди телефонски контакт да и се обрати на таа личност, да каже јас имам текст за тебе, имам некоја песна што мислам дека ти би ја изнесла или ти би ја изнесол, како што јас ја имам замислено во глава. Дали тоа нешто и сега, мене барем ми се нема тоа нешто случајно, дали вас се има случајно некој да ве побара што е текстописец или некој што би можела аранжман да направи за некоја песна, да ви се јави и да ве побара, да ви понуди некоја соработка? Да, јас претходно и јас се знае колегата, значи дека имам настапуване како соло кариера. Значи имав. Да, имаш ти и твои авторски песни на YouTube. Со Дејан Момировски имам две соработка на две песни. Тука во Прилеп баш Хиксел студиото, сега Во во Скопје се префлезнам. Имав понуда за еден фестивал во Скопје, сега не знам дали беше Филиграни, и на Филиграни исто така имам настапувано, таму авторска песна беше од Сашко Велков, музика аранжман, а текстовите ми беа од Орце Зафировски. Морам да кажам дека доста добар текстописец за мене и многу сум благодарен. Токму тоа Орце знае да го направи, значи психолошки го скинира секој од пеачиве, пеачките и знае точно што ти фале каков текст што одговара на твојот профил на пеач. Затоа и се надоврзав на тој муабет. Има Што стварно понуда, е битно да те осети некој за тоа што го рече ти хитни треба. има понуда од Ванчо Тарабунов, не знам со кој се работуваше, и со колегата Драги Станко, баш ми се исто така од членот што беше од Рим Тим, од Неготино, исто е тој како професор како нас. За една песна фестивалска, не знам дали беше за Валандова или не знам за кој фестивал. Тогаш не бев во можност, од финансиска гледна точка, не дека јас песната не ја менесав, и ред други околности што беа, и поради таа причина јас не прифатив. Криво ми беше после тоа, меѓутоа, сепак не се склопија коцките како што треба тогаш во тој момент, инаку имав доста добра понуда и дури имаше можност, ако не друго, како најдобар интерпретатор или што значи, доста добра мелодија имаше таа песна, доста добар аранжман. Јас ја преслушав како демо снимка ми беше пратена, меѓутоа тоа е тоа. Да, ми се Така надоврза треба и на моето следно прашање. Баш ме интересира кај нас за народната музика, за нашава бранша, да кажам, ние што си работиме. Зошто мислите дека е толку минимално застапеноста на спонзорства кај нас, како народна музика? Ние народните изведувачи претежно, да кажам 70% одиме сами си вложуваме во проектите, сами вложуваме во спотој, сами вложуваме во песни, што не е таков случај во поп музиката. Во поп музиката и како има доста спонзори и некои што ги поддржуваат изведувачите. Зошто мислите дека е тоа така? Па, сега ќе ти кажам, јас имав за среќа една песна да биде спонзорирана прилика од спонзор, али не наш македонец, туку кинез. Бизнисмен. Кај најде кинез? Кинез, бизнисмен, кој што се викаше Ксијал, тој
по некоја логика на мојата бивша девојка, цимерка, работеше кај него. Во Скопје имаше ланец на кинески, како бе овие продавници што беа, Така. како се сеќавате што беа. Да, да. Ме побрза случајно, сакаш ли, вика, да прашам кај мојот газда, предпоставен, вика, тој многу ја цени македонската народна музика, обично одеше во Дебар мало, тука настапува Наум Петревски, Миле Кузмановски, а јас настапував во Дебар мало во Скопје спроти во парк ресторан тогаш. Тоа време се викаше, сега пицерија, мислам дека италијанска пицерија некоја. Случајно така, викам, зошто да не? Ајде, ќе се запознаеме. Човекот се нафати да спонзорира ни малку ни повеќе 600 евра. Целиот пакет, песната беше за Фолк Фест Филиграни. Мислам дека беше во 2014 година, ако не се лажам. Значи, Фолк Фест Филиграни, музиката и аранжманот беа на Сашко Велков, а текстот беше на еден мој другар. Значи, буквално сето беше платено од Негова спонзор. страна, И да, тогаш да. викам, што значи, колку значи? Ну, за Бидејќи нашата треба бранша. гардероба, треба за песна, треба за ред други работи, милион работи. Така да, многу значи. За жал, во народната музика поретко тоа сепак. Па значи сега нас и од Никола техничката поддршка достани. Значи ако не е Никола тука, Така ние е, ништо така не е. би Ништо правеле не би без можеле. него. Ништо не би можеле, Не точно. би имала концентрација. Одиме со една кратка пауза музичка да ве поздравиме, драги Така е. слушатели, и се враќаме повторно. Jedan običan dan pretvorila si u neobičan. Pamtit ću svaki tren sve dok sam živ. Ni po čemu sličan došla si, on nas je upoznao, a ja odmah sam prepoznao. Ceo život sam te čekao. Ko si ti da život kvariš mi? Savršeno vrati mi, u meni lome se. Tuča ženo, spava s njim, a mene dozivaš. Nesmotreno, reci mi, ali iskreno, reci ko si ti. Jednu običnu noć pretvorio si u večeru tajnu. Bez malo stida pred njim ti si me skidao ko zvezdu sjajnu. Ja 2 minuta kupila, od njega se iskupila i već sam te poljubila. Ko si ti da život kvariš mi? Savršeno vrati mi, jer uvek zvačeš me. Tuđa ženo, spavaš s njom, a mene dozivaš. Nesmotreno, reci mi, ali iskreno, reci ko si ti. Evo oči otvaram, sa čašom razgovaram. Dok polako padam, još se tebi nadam, ime ti izgovaram. Osmeh sam ti prodao i po vatri hodao. Tvoja senka bio, od drugih te krio, šta sam više mogao.
sam sebe kaznim, sliku našu uzmem, suzama je kvazim. Neka boli ova suza setna, a lakše mi bude kad znam da si srećna. Opet sam sinoć sanjao tebe, majko. Opet sam sinoć kao dete plako. Ne idi sine njoj, ne idi ženi toj. Još pamtim reči što si govorila. Ne idi sine njoj, ona ti ruši dom. Da sam te barem poslušao ja. Stigla me je majko svaka suza tvoja. Ona više nije ljubav moja. Za ovu tugu nema leka, jer ona je majko kraj drugog čoveka. Radio Bela. O majko moja, ja ne čuh istinu. To što si rekla svome sinu. Ne idi sine njoj, ona je neverna. Da sam te barem poslušao ja. Stigla me je majko svaka suza tvoja. Ona više nije ljubav moja. Za ovu tugu. Истина вам, наши драги слушатели, дека уживате во нашиот избор на песни што ви ги понудивме ние од нашиот бенд Дуо Фортисимо за нивниот последен проект, за нивните кавери што ги имат преработено. Кажавме дека музиката не познава граници, дека во музиката нема ни нација, ни вера, ни ништо. Едноставно ние само сакаме да ви донесеме радост на некој начин во вашите домови, на вашето радио. И за сите вие што не гледате и слушате во овој момент, сега би сакала малце да се посветам посебно на секој од вас. Некое синово случување последно што се случи за Александар е дека стана татко, па ме интересира малку да ми кажеш како се запозна со твојата сопруга, кој си ти приватно како Александар, како се чувствуваш сега како новопечен татко на малата Лана? Пред се сакам да ја поздравам мојата сопруга Цветанка. Поздрави од нас до Цветанка. Киркичката Лана. И за Керкичката. Таа ме поздрави. Морам да кажам дека ме поздрави на Facebook со еден лайк. Наполни 7 месеци. Да е жива и здрава и секаде кај што сакате сите да ви се оствари таа желба. Како е кога ги се оствариш како родител, пошто ни Јани Горан се нема остварено во таа улога. Прекрасно е чувството. Прекрасно е чувството. Со Цветанка како се запознавме. Значи тоа беше па преку Facebook наискрено. Поканет за пријателство и после известно време се познавме и во живо. Излегував еден известен период и се случи така спонтано. Спонтано и убаво. Еве сега, како плод на сето тоа, Е вашата Керкичка. Значи слушаш Горан, за мене и за тебе, уште си ти слободен? Значи до сите слушателки и слушатели, Горан е слободен. Сингл. Ја сингл, двајцата сингл на валете народе, нема никако. Нема да сгрешите. Слободни души. Ние сме слободни души.
ако некој алудира на нешто, не мешаме професионално со приватно. Така колега. Така. Ако бара некој некако си спој. Кажи ми, знаеш да менуваш пелена? Па за сега не уште. Танка, превземи малце нешто во ситуацијава. Ќе научи. Сега малку по малку одиме визуелно, али во иднина ако одиме нешто на поголема платформа, спреми се пелени ќе земам тука, да сменуваш на кукла. Не е проблем, ќе се научи. Да бидеш спремен за следната емисија. Сме живи и здрави. И значи преку социјалните мрежи се запознавте со Цветанка и така се роди и љубов. И сега си Тоа имате... беше краток период на социјалните мрежи. После известно време се запознавме во живо и социјалните мрежи ги ставивме на страна. Така, морам да кажам за сите слушатели и сите што не гледате, беше стварно интересна нашето прво запознавање со Александар и навистина необично и секогаш вика случајните работи се најубави во животот. Јас и Александар се запознавме на толку некој си спонтан начин, што отпосле излегоа и сите соработки за свирки и за работа и приватно. Ние се имавме слушнато со тебе само телефонски и бевме договорени преку сосем некоја друга другарка дека треба да одиме за Турција и да си поминиме некој ден онака во шала, во смеја. Во Истанбул на кафе. Во Истанбул на кафе и на баклава требаше да одиме, да. Како така? Никола, од денеска се дружиш со мене. Од денеска те земам во моје друштво само уште да пушти коронава малце отпојче да има свирки, да можеме малку полесно да дишиме ни музичариме, се дружиш со мене. И така ние со Александар, значи случајно се запознаваме преку телефон, се најдуваме на локација пред тргнување за Турција, значи ни јас го познавам него, ни тој мене ме знае која сум што сум. Тоа се спонтано. Пред граница. Тргнуваме пред граница и заменуваме за Турција. И така се родува нашето познанство, а после тоа Александар е виновник да се запознам и со Горан. Така е. Откако ќе го склучат својот бенд и да бидам дел некогаш од нивната група и да ја обогатам на некој начин. Секоја една свирка, секој едно дружење. Сега малце лошо ни направи коронава, што не ни дозволува да се дружиме малку. Тоа најмногу да гуши се. Не ни дозволува блискост. Да, не ни дозволува близко. Како на вас, каков утицај имаше коронава на вас? Како делуваше на вас во целава работа и приватно и за професионално веќе не правиме убавите, али мене например ми се случи да колеги еве и како вас и други што ги имам видено да се помислам дали треба да се доближам да ги гушнам или да се поздравам вака на вистина. Точно така. Како кај вас делуваше нештото? Пак ќе кажам, јас работам во образование во училиште, во институција, значи како наставник, значи тешко е, ја нема таа блискоќа, секој од секого се пазе на некој начин, додаден начин, со маски сме во просториите кај што сме. И тоа ствара на некој начин Дистанца. Дистанца. Али сепак јас кога ве видов вас денеска кога дојдовте за емисија, ја не можам да не Има колеги кои што стварно премногу психички се оптеретени со тоа дека леле бегај подалеку или така натаму. Значи тоа е како да кажам. Мене искрено би ми било непријатно да го имав тоа нешто од ваша страна. Премногу се луѓето се искомплексира, дадоа толку значење дека ја не викам дека не постои оваа работа, меѓутоа премногу значење се даде на цета на пандемија и самата псика си го прави своето. Значи некој пат познавам некои личности кои што никаква комуникација немале со никој, со постојано со маски и повторно излегле позитивни и така натаму. Значи нема правила. Али сепак ние си го имаме тоа балканското во нас и да се гуштиш и без три пати бакнеш не поминува кај. Значи на секое добре дојде се гушкаш и тоа е отворена душа, отворено срце. Го нема тоа нешто. А секајте колку промени коронава во твојот живот приватен и мислам дека ти сега и си вработен нешто сосем што не е твоја професија и стварно имаше доста. Колку и да сакам да биде емисијата и позитивна и се, морам малку од малку да се осврнам на тие некои си, да кажам, негативни муабети од страна на народот што не сте доволно запознани. Ја би се и ќе се потрудам, значи на сите да ви доловам
како е во нашава работа и не би сакала на никој да се најде на наше место година дена да биде без работа и да не може да го работи. Тоа е исто како некој од банка да го извлечете и да му речете застани сега ти на плочник и земи го микрофонот и пеј. Тој би рекол чекај, јас заврши факултет да бидам во банка на шалтер или сум адвокат. И сега тоа е истото што луѓето го бараат од нас, као имаше доста некои си малце негативни коментари, као земете мотика, земете... Сум работела. Јас барем сум работела. Не, мислам дека истото е кава сте кавадарци, да, исто вие сте со лозето, ние сме со тутун во прилеп. Значи, секој, не е срамота од работа. Ја не би се срамела од било каква работа и затоа го работам и ова се. Во конотација кажано, тоа значи едноставно ние музичарите можеме се да работиме. Зошто? Ете, ја цеј пример, и јас сум работа, други работи. Значи, од работа не се плашиме. Проблемот е во тоа што кај нашиот народ, нашиот синдром што го носиме на себе уништување, зошто ти да бидеш подобар од мене, зошто јас да не бидам како тебе или било што. Не, сите си имаме своји проблеми, своји искушенија, меѓутоа не може на туѓа несреќа твоја среќа или обратно. Да, али мене никогаш не ми било желба има или да се сетиме на некоја работа. Мене никогаш не ми било желба да сум директор, ми било желба можеби го постигнала тоа нешто. Али мене би било желба за секогаш да носам радост кај народот, секогаш да разменувам таа енергија, позитивност. Боже мој, некогаш во иднина и да имаме и свој концерт, зошто да не? Така. Јас бев принуден да вадам лиценца за да бидам во автошкола инструктор. Според ситуацијата. Али, сепак 2020 за некои сега кога ќе ставиме короната настрана, на мене беше среќна година. Сепак ми се роди детенце, се оформи, со фамилија, значи сепак сум среќен и кога секој пример може да има црни мисли околу 2020 година, мене ми се позитивни мисли баш од тој аспект, кога ќе ставам короната настрана. Али сепак короната си го направи своето, така да дај Боже што побрзо да помине, да се ослободиме пред се. Да. Тоа сите го посакуваме, да. Што побрзо да помине и да се вратиме сите на сите наши бидејќи фале песната, фале музиката, луѓето забрави да се забавуваат. Да. Одиме сега уште еднаш да ве поздравиме со една музичка желба од нашите колеги, заедно во соработка со Емилија. Уживајте. Sve što ima v suboti mi zema, zašto toliko daleku me prati, da li brod na zemljake me vratiš, da si vidam brakja sestri mili, majka, tatko, da li mi se živi? Daleku od tugina život od mi teče, a za zemlja rodena srce vo me peče. Tugi divi vetrovi, duša vajakina, pusti da se godini dugina što mina. Plači majko, što sum daleku i sam, ti ne krevaj magli, silni jadovi, svoj otpad zatrupan,
se уште го знам, ако сгрешам нека изгора. Својот пат затрупан се уште го знам, ако сгрешам нека изгора. Еј, ридови, сини мојиња, сам ке морам да ве пробијам. Еј, кораби, назад повете, ако сгрешам нека изгорам. Здраво живо, стара мајко, нели ме препознаваш? Стоиш, гледаш, леле синко, зарем ти си тоа преку куќата? Се вратив, мајко, но ми коса побелела. И, драги слушатели, вие моментално го пратите сплетот на македонски песни од бендот Дуо Фортисимо од Кавадарци. Уживајте. Ти се вратив, мајко, дај ми рака да ти целивам. Прегрни ме, мила мајко, дојдов дома да си починам. И, драги наши, продолжуваме понатаму со нашата емисија. Како што го прашав Александар за неговиот приватен живот и тоа како се оствари како татко, исто би го прашала и Горан, кој е Горан приватно. За љубовниот живот кажавме дека Горан е слободен. Чекаме од сите вас да се јавите, да си понуди, да си кажете како ви се бендисал Горанче, дали ви се бендисува, не ви се бендисува, сите дами слободене. Би сакала да те прашам, кој си ти приватно и со работата, пошто работиш и со деца, колку тешко е или лесно да се работи со деца? Па вака, мојата професија е многу благородна професија, бидејќи работиме со деца. Знаете, децата се најискрена работа во животот. Да се работи со деца не е лесно, не велам дека во денешно време дека е лесно, меѓутоа, доколку се работи со љубов, сепак тоа може да се најде начин. Така, секогаш За да јас се викам за секоја една професија во животот, небитно што работите. Се додека таа професија работите со љубов, Така. тоа е, производот е секако неизбежен и успехот е неизбежен. А и небитно и во нашава музика. Кога јас нема да почувствувам љубов во нештото што го работам, нема тука никаков успех, нема ништо напред. Се што работите, се работите во љубов, со љубов. Значи, работата ме исполнува, бидејќи со децата кога работи, секој се чувствуваш млад, како тинеџер, буквално. Значи, едноставно, работата си го прави своето, нормално секогаш има предизвици во животот и од едно дете до друго дете има разлика. Тука ние домашното воспитание, меѓутоа ние како педагози, затоа не тоа не е работа, да ги едуцираме, да ги насочуваме учениците во вистинска, во права насока, да
како да постапуваат во даден момент, како да се понашаат со повозрастните луѓе, со наставниците. А исто со така и да се прилучијата. роди она нашата македонска музика во младите, зашто Исто така- многу лесно е младите да скршнат од народното За наше жал, што го за жал имаме. и покрај сите напори, за жал викам, затоа што интернетот си го прави своето, значи овие деца во последно време се помалку слушаат македонска музика. Значи апелираме Секоја- до сите вас да слушате се повеќе македонска Секоја музика. друга музика е по-битна, по-приоритетна, отколку својата македонска. Јас секогаш викам дечиња, кога ќе одите во некоја друга држава, дали на екскурзија, дали на прошетка, дали утре преку студии, било што, кога ќе ве прашате од каде доаѓате, од Македонија, по што ќе ве познаат? По вашата култура, по вашите традиција, обичаи, со што ќе се попадите? Така да тие се тие работи кои што секогаш како наставник по музичко се трудам да ми ги објаснам колку што може и доколку некој од нив прифатат, понатаму се едуцираат, се наградуваат како вистински личности. Сепак тоа е право на избор се ради. Да. Дали би се сложил ти сега со мене? Јас секаде кај што сум била, кај што сум гостувала, поздрав до моите во Австралија, би сакала сите да ги поздравам. Таму беше првото моје искуство со гостување во радио, до Мимоза, до сите таму, до директорот, до организаторите што беа и Швајцарија и Германија, до кај што сум била гостинка, повикана од нив, секаде неизбежно било јас да ја испеам македонско девојче. Дали би се слушал Горан ти јас ти заедно да испееме македонско девојче за сите наши слушатели Па може, денес? зашто да не? Може. Може. Одиме. Може. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Има ли? Нема и неке се роди поубаво девојче од Македонче. Значи, навистина не би можела да замислам првата емисија да помине без македонско Оваа песна, мислам, девојче. и можам да кажам баш и сите дечиња оваа песна ја знаат, македонско девојче или пак сличи како неа. Дури и иностранците во Македонија кои што се, интересно му е, доста му е певлива, привлечна песна оваа, македонско девојче, значи секаде каде што сме ја пееле, секогаш со овации на публиката поменува. Значи, Секогаш, со овации. да, Значи, не. исто јас го имам истото искуство. Нема некој, без разлика дали е нашинец појден во странство или е некој што таму веќе долго време живе и бил во дружба Да, со некој буде чувство нашинец, на- секогаш македонско Да. девојче ми се чини дека низ целиот свет стана. Самиот символ. Да, интернационална песна. Македон. Стварно ми е мене премногу драго Така. и некако ги добиваш тие морници по телото кога земаш да Така е, пееш така. песната и гледаш дека некој пробува да, иако не ја знае цела песна, али пробува да внесе Дури има- нешто да. негово. Има и во други изведби, имаше наши колеги кои што имаше една од Америка, така женски вокал, кој што во некоја друга верзија преработка направи друг аранжман, посовремен, така да исто така доста добро звучи. Значи песната е прифатлива. Така, ние секогаш кажуваме дека и истото што го спомна Александар на почетокот, што го натерало тоа што почнал со македонската музика, спознавањето на луѓето, дружбата, Така. дружењето. Значи никогаш ние во ниту еден момент не знаеме со кого би стапиле во контакт во тој момент и кој е тој Јасно, човек јасно. што би стапиле во контакт и би се задружиле и секогаш ни излегувале многу други и дружби и приватно и за работа и за се. Тоа е стварно едно големо богатство. Најголемо богатство кој што Да. ни со пари се купува ни со ништо. Точно така, а исто така и енергијата што ние за разлика од сите други кога за сите празници секој би сакал, што викаат, кај Да нас се во разбира. Прилеп се кажува за Божик кај да си пред Божик, после Божик дома да си. Така. Ја ретко сум била дома и стварно ако ми било тешко, тоа што сум го добила од публиката во тој момент, Надокнада. надохнадило за нештото и за сите празници сме биле некаде настрана од дома и ни паѓало тешко, али публиката секогаш била тука да не расположи, да ни каже Точно така. го вреднуваме ова Знае вие да што го процени работите. публиката и те да, како. знае да биде одличен
и да кажи одлични резултати и фидбек да ти врати на Точно. некој начин музиката. Тоа е стварно големо богатство што ретко, мислам би сакала ја секој ден да го почувствува тоа нешто. Али реално мислам дека обичниот народ некако сега со целава ситуација се има оттргнат од тие работи. Да, за жал. Му фали, Му фали. Тоа многу. нас уште повеќе ни фали. Настрана тргаме и пари и се, али имаш посебна некоја си емоција кога на некој му отвараш свадбата. Имаш Самиот посебна сеќаш. емоција кога на некој му се родило дете, а ти си дел од таа веселба, иако не си ни роднина, ни пријател, Да ни ја кум. споделиш Радоста ја радоста заеднички, споделуваш така. едноставно. Така, И ние да сме само за помогнеш. за радост. Кога сме кај радоста и сите тие некои се споделби, би сакала да слушнам од вас некоја анегдота од ваша свирка или приватна прослава. Тоа би ме интересувало. Ја на една приватна прослава, мислам на приватна прослава, на свадба, мене ми се случи да ми пукни фустан. Значи, патенто пукна. Пеачкава, само јас бев пеачка, немав колешка некоја да ме надополни. И сега што се случува, што да правам, како да правам? Чиста среќа, али тоа е секогаш кој ќе кажа дека коцките се поклопува на некој начин. Зето имаше негов бутик. Али во моментов на свадбава се е затворено и тој кажа: "Еве клуч од бутиков, слободно појдете, одбери си некој фустан, облечи го и врати се да ја завршиш свадбата." Тоа мене ми се случи, можам да го споделам тоа нешто со слушателите и со гледачиве. Вие некоја си ваша интересна анегдота што ви се има случајно. Ја да ми стекнува. А Горан, ти исто можеш да ми кажеш и анегдота некоја со твоите ученици, ако имаш некоја си таква, настрана од свирките. Во Струмица сега на свадба сите ритуали како што идете од дома, одиме по невеста, тоа беве комплет бенд и едно куќе дојди и ми ги исцева панталоните доле, ми ги искини. Сега недела нема од каде да се земе плюс, па моравме да отвориме таму локали, пошто треба да се свири во тој ресторан таму. Не можеш да си дојдиш кавалаци неготино да си земиш друга гардероба, мораш таму да се снајдиш. Позволихме по бутици да отворат, да видиме складни со бендот. Дали излече некоја си порака? Јас излеков порака на некоја си било каква свирка. Секогаш во кола да имам резервна гардероба. Апсолутно, Така. да. Дали ти носиш Тогаш резервно? Секогаш. Добро, значи не сум ја единствена што си Секогаш. носи Секогаш. резерва, зашто стварно се може да ви се случи, а секако нашата работа е навечер кога се е затворено. Не може некогаш просто да се снајдеш, а добро е да имаш нешто резерва. А еднаш ми се случи без маскара да заминам на свирка. Тоа беше ужас. Горан? Ништо страшно. Ме праша околу децата што работиме, јас вака исто така држам со дечињето 8 настава по музичко образование, имаме и хорче во училишен хор, каде што исто така работиме на презентирање на нашето училиште, на разни приредби, настани, свечени настани, надпревари, училишни надпревари, општински, републички и така натаму, што многу ми исполнува исто така, можам да кажам, од секогаш ми било обсесија хорот, сум пеал во хорот, сум бил член 8 години. Имам анегдота И ми се случи кога имавме настап на општински надпревар, значи регионален, во едно основно училиште во Кавадарци, повеќе хорови настапуваат, доаѓаме ние на ред и обично секогаш секој настави своите дечиња треба да му бидат спремни. Како да се наради сето тоа. Имав една ученичка која што требаше да пее соло. Исто заедно спот на хорот, напред, не. Во моментот сите се редат учениците, ајде побрзо викам, пошто се очекува публиката гледа, нејзија нема. Кога настана една нервоза и кај децата и кај мене, јас успеав некако со цел да не се примете да дечијата викам ќе биде се во ред. Каде се? Наставниче ни од кога и викаме ја нема. Она да била моментално до вецето. Баш во тој момент. Се случува нормално. И иде. Поскоро дојде, викам, ајде, тебе те чекаме. Се среди сето тоа, почнавме да дадам знак, почнавме да представуваме да пеат и така натаму. Меѓутоа, малку притисокот што се створи таа непријатна ситуација, сите штама чутат сите, едноставно, во исчекување, а ти очекуваш да дојде ученичката за да можеш да почнеш. И тоа е тоа. Секакви работи може да се случат, меѓутоа, во тој момент треба да бидеме уште да се снајдеме да се прилагодиме. Так, драги наши, сега би ве поздравиле со уште една песна од Дуо Фортисимо. Уживајте.
više od svega, od sjajnog sunca, od plavog neba. Volim tvoj osmeh i noge bose i oči tvoje prepune rose. Jedan dan života da ostane meni i njega mi dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše žalim što se nismo voleli još više. Jedan dan života da ostane meni i njega bi dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše žalim što se nismo voleli još više. Lažu da burne provodim noći, da ljubim neke toplije oči. Ne znaju ljudi koliko te volim, da svaku tvoju ranu prebolim. Jedan dan života da ostane meni i njega mi dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše žalim što se nismo voleli još više. Jedan dan života da ostane meni i njega bi dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše žalim što se nismo voleli još više. Poklanjam tebi sve svoje pesme, niko te tako voleti ne sme. Rođena ti si da budeš moja, voljena ženo, sudbino moja. Rođena ja sam da tebe gledam, za suvo zlato drugoj te ne dam. Jedan dan života da ostane meni i njega bi dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše žalim što se nismo voleli još više. Jedan dan života da ostane meni i njega bi dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše žalim što se nismo voleli još više. Драги наши, како што знаете, барем кај мене таков беше случајов, се што е убаво кратко трае. Нашава емисија се превршува кон самиот крај. Би имала само уште неколку прашања за моите гости. Искрено да ви кажам, жал ми е што никој не се јави на телефонскиот број, али во следната емисија би сакала да бидете поопуштени и повеќе да ви има во нашата емисија, да се вклучувате заедно, да пееме, да се дружиме и сето тоа да биде на случајна и многу убава и радосна средба. Би имала прашање сега за Александар. Знам дека имаше доста патувања во твоја кариера како музичар и би сакала малку да поразговараме за твоето искуство во Хрватска. Како си помина таму, како беше пречеко, колку се запознаени таму со нашава музика македонска и сите тие работи? Па така сега, значи, Хрватска многу пред се го почитува македонскиот народ. Што мене ми беше тоа една отклучна таска, што јас кога отидов прв пат таму, ми беше позитивно и убаво. Што ги знае нашите македонски песни. Морам да упатам поздрав до Јупче Георгиев и Катерина Тарасовска што работевме таму воедно и до газата Кире и Игор. И до Кире, поздрав.
Сега Емилија Ивановска исто колешто и она е таму, мораме и неа да поздравиме. Голем поздрав, па народот таму е позитивен. Малку за подруг менталитет од Македонија, али во позитивно подруг менталитет. Има ред на музика, како се свири, кога се свири забавно, кога се свири народно. Се си има како еден вид, ништо да тука репертуар и таму си има исто така репертуар. Така, али во ниту една вечер верувам дека не се случувало да нема некоја си побарувачка на македонска песна. Нема никако. Значи јас работевме и во македонски ресторан, што без македонска музика не сме почнувале. Така. Имало ли од таму некоја си анекдота, што можеш да ја споделиш со нас? Зашто знам дека таму баш во тој ресторан повеќе биле публиката женски отколку машки, што е доста интересно за Да. нашето поднебие. Па да, повеќе женската популација. Барем ние можеме така тоа да го предвидиме, да Како го не видиме. успеа некој од Хрватска тебе да те укради, а успеа Цветанка да ти го укради срцето тебе? Не сум гледал од таа база таму. Значи сум гледал само професионално, додам да си одработам работата и да си дојдам дома. Тоа ми беше главна цел и замисленост. Кој ако гледал некој на таа база, ќе си бил таму, ќе се оженил или други работи. Така. Така да, и за нашите гледачи верувам дека е доста изненадувачки фактот што ние стварно нашава работа ја гледаме како работа. Доста од, да кажам, обичниот народ го сматра нештото као забава ние да го гледаме. Не, напротив, мене последните 9 нови години не ми поминале како прослава, ми поминале работно. Значи јас се вложувам тука со целиот свој труд, со целата своја енергија работно. Тука може и да била и некоја си моја сродна душа да поминала покрај мене, ја да не ни забележам, пошто го гледам нешто да се посветувам работно. А другите денови некако ми биле мене за журка и за забава и за опуштање. Па истото што го кажав јас, значи се лоцираш професионално и не те занима другата страна. Така е, ти откриавме нешто и за нашиве слушатели и гледачи да дознаат нешто дека од свирката ние го гледаме нештото на професионален аспект. Тоа што мисла дека Апсолутно, тие да уживаме ние како што кажавме и на почеток дека секоја работа што се работи со љубов, со уживање, има некој си успех во нештото, али сепак работа е работа. На краишта, да. А Горанче, за тебе имам еден интересен податок, пошто ти си професор по музика, има завршен на факултет, и ја вака како необразована, али Добро. сум била доста дел и од хор и сум одела да се пофалам во мандолински оркестар. Во оркестар, основно. така, добро. Да, имам свирено Браво. мандолина. Би сакала да го надоградам тоа да се научам сега гитара да свирам, тоа ми е Одлично, желба. супер. И најдов еден податок и би сакала да те прашам тебе дали тоа е вистина, што го открив јас. Најдов податок дека во музиката како музика постои музичка пауза. Таа музичка пауза на петолини или на Добро. нотите кои ќе ги видиш изгледа со заграда што е во хоризонтална линија со точка во средина. И таа музичка пауза ја дава диригент. И след додека тој диригент не продолжи музикава или сите што свира во оркестаров, стои го чека диригентот. И таа музичка пауза, драги гледачи, јас открив дека се вика корона. Дали е вистина? Тоа пауза не, точно е корона се вика, значи знак за продолжување на нотните вредности и паузите. Значи нешто добро сум испитала јас. Приближно, меѓутоа, значи тоа е музички знак кој што самиот диригент одлучува колку време ќе го задржи пеењето на хорот или на оркестарот, се едно е, завршетокот да биде, сите заедно треба да завршат. Значи, при самото диригирање, кој ќе кажеш крај, треба сите оправ до последно да завршат. Значи, самата корона, значи додека диригентот не даде знак, самите користи или инструменталисти не смеат да застанат, да завршат. Го издржуваат последниот тон кој што го пеат. Токму тоа е тоа. Значи, самиот диригент одредува колку време. Има и други знаци за продолжување на нотите и паузите. Али тие тоа- други знаци не се вика корона. Кај најде Короната- баш некоја си пауза Короната се корона да совпаѓа, се се вика. совпаѓа со само, да. Па имаме и пиво корона, имаме и музички знак корона, има многу термини, меѓутоа ете да, коинциденција некоја. Баш некоја коинциденција што за Да. мене беше фактот што го открив, онака си викам, кај во музика, па кај сега и овде пауза, некоја Да, што да. се вика корона. Што мислам дека тоа нешто би било интересно и за нашите слушатели, и за нашите гледачи. Така. И јас сега тука би ви се заблагодарила за вашето гостување.
Би ве прашала дали има нешто што не ве прашав или некој некаде не ве прашал кај што сте гостувале, а би сакале да се искажите или да бидете прашани, може сами да се прашате и да си одговорите. Сега за сега тоа е се. За следна прилика кога ќе видиме пак гости, сепак фала ви да го Да оставиме простори за друг пат пак да не поканиш. Да, ве чекаме со вашите нови проекти што ги Ние сме планирате. благодарни што не поканивте да бидеме дел од вашата емисија. Чест и задоволство ни е. Пред се, додека траеше емисијата, уживавме комплет. Мислам дека кавадарци На повели. крајот имаме едно изненадување, што сметам дека и ти ќе ме прашаше, али пак да кажам, и самиот водител, техничар се извинувам, значи да отпееме нешто во живо, сметам една песничка, може па Да, и две сакав биде, едни баш. рефренчине кратки, тоа да биде како еден филм. На крајот, како шлак на тортата, и да ја, на тој начин да ја завршиме самата емисија со пење во живо. Така, баш сакав тоа да го кажам дека Кавадарци е специфичен како град и луѓето во него се доста специфични. Сум била на неколку свирки во Кавадарци, стварно сум воодушевена и од како те пречекале, колку многу се весел народ, али сепак имате некоја си во македонскава музика, некоја специфична нота на некои си ваши песни што се специфични за Кавадарци, за кавадарчани, што секој од музичарите и од колегите што сум гостувала со нив ми рекол, ако планираш да пееш свадба во Кавадарци, мора да ги знаеш нивните народни песни. Химните наши. Химните, да, химните на некој начин. Има многу, од секој Има крај на доста. Македонија има Да, песни. да. И тоа е нешто што го прави секој крај специфичен и посебен и поубав од другите Да, да. на некој начин. Ја би доставила тебе го Јас би сега. отпел една универзална песна, сите ја знаат. Слушателите се надевам дека повеќето ја знаат, а и музичарите, нормално колегите. За нашиот крај текстот е наменет. Песната се вика Ајде брала, мома бело ми грози. Да ја знаев че те дружев. Повели. Може не? Да. Ајде брала мома, бело ми грозје, црно. Брала мома, бело ми грозје, црно. Црно. Брала мома, бело ми грозје, црно, црно. Ајде наполнила 9 ми бочви со вино. Наполнила 9 ми бочви со вино. Со вино. Наполнила 9 ми бочви со вино. Со вино. Доволно. И драги наши слушатели, се надевам дека нашата емисија ви се допадна и ви внесе колку толку, барем успеавме малку да ве размрдаме од ова сивило, да внесиме малку сонце и некоја се свежина во вашите домови, во вашите автомобили, на вашиот мобилен телефон и би била многу среќна ако тоа е така. Следен пат, пошто оваа песна ја одбра Горан, очекувам во следното гостување вино од Кавадарци да ми донесите, зашто овај пат не донесовте, имате минус за тоа нешто. Точно. Ние сме познати Вино и по добра ракија. музика, по пеење, по пијање, секогаш сакаме да видиме весели, да доприме до народот. Секогаш луѓе бидете радосни и весели, не дозволувајте да ве допират негативните мисли во вашиот живот. Труде се да бидете позитивни. Уште еднаш би ги поздравила моите спонзори Mona Hair Dress Studio, каде што можете да добијате услуга на високо ниво за коса, за ногти, за депилација. Имате и нова услуга, мадеротерапија, исто така имате услуга за јапонско ицртување на вегите.
слободно појдете и обратете се, сигурно ќе можат да ве услужат. Поздрав до Бојана, што ми ги направи ноктите преубави, пролетни, уште сонце да има, би било сето прекрасно. Ви се заблагодарувам и вас на вашето гостување. Благодарам и ние. Поканата. И драги мои, за празникот Великден, пошто се паѓа во викенд, следната емисија се надевам дека ќе бидете со мене повторно, тоа ќе биде во четврток, во утринските часови. Ве очекувам да бидете поактивни, да се јавувате на телефон, да ме поддржите, зашто сум почетник во нештото, се извинувам на сите за ако имав некои грешки, простувајте, во следната емисија ќе видиме уште подобри, зашто навистина сум многу среќна и би вложила многу труд за војнина, за во емисијата заедно со мојот колега Никола од техничка поддршка, да бидиме што поубави, што поприсутни во вашите животи и да ви донесеме навистина некоја си ведрина и песна. Така е. Ве поздравуваме, чао на сите. Чао.